требаше 2011 да се повлече линија и веќе да нема дивоградби, па сега гледаме како пак никнуваат дивоградби и никому ништо. Тој истиот фамозен закон за легализација, сега да зборувам како градоначалник, а не како лидер на политичка партија, значи, доведе во состојба тие кои што плаќале ревносно и биле одговорни граѓани да бидат ставени во втор план, а да се истакнат на пиедестал тие кои што го прекршувале законот да добијат можност тоа што го справиле спротивно на законот да го легализираат по 1 евро од метар квадратен или доколку се социјален случај целосно бесплатно. Поентата беше да се повлече линија, тоа беше таксите за самата поставка. Поентата беше да се повлече линија. Ние имавме конкретен предлог во ЗЕЛС и јас останувам на тој став, бидејќи и во меѓувреме подоцна се создадоа голем број на дивоградби. Општините немаат капацитет да ги срушат и да ги урнат тие дивоградби. Кумано над 700 извршни решени. Тоа се милиони евра само за извршување и за уривање на тие објекти. Тоа е невозможна мисија. Барем, ако некој се дрзнал да го злоупотреби законот, да биде задолжен да плати минимум толку колку што е потребно ако изградил нешто на одредена површина за кое што има собственост. Тоа што е изградено на државна собственост треба да се конфискува и да се одземе од државата. Со тој закон во скратена постапка и дополнително државата, тоа е општините да приберат дополнителни финансиски средства за тоа и сето тоа да се документира со една рото или сателитска снимка во денот кога ќе биде донесен таквиот закон со кое што ќе се стави крај на понатамошниот градежен и урбан хаос. Ова да важи за Чаир, за зградите во Чаир? Тоа да важи за секаде, и Чаир е во Македонија, и Гошинце е во Македонија, и Дренок таму е во Македонија. Значи, и Паклиште е во Македонија, се е во Македонија, да важи за сите.